Науката за податоци денес длабоко влијае врз тоа како се води бизнис во различни области, како што се науката, паметните градови и транспортот. Колку што стана пригодни овие насоки, опасностите од data science без примена на етика во секојдневието е многу голем проблем. Илузијата на слободен избор во психологијата, социјалните влијанија на автоматизација ставаат во прашање дали и колку треба да се внимава на оваа тема. Добра вечер. Добре дојдовте во нашиот Data Dom. Денеска зборуваме за една тема која што е надалеку позната и надалеку дискутирана. Исто како темата за прашањето, вечното прашање и вечната дилема, тоа е магар или змија. Вечера со мен имам чест на гостин ви да дојден еден гостин кој што се бави точно со оние работи кои што ние најмалку ги внимаваме. Тука е Љубица Пендаровска. Добар ден. Добро вечер. Добра вечер. Како сте? Одлично, вие? Да ви кажам, јас се осеќам прилично здраво. Се забележува. Да, и полно со сила. На почетокот, кажете ми, која е Љубица? Значи, уште еднаш добро вечер. Ви благодарам што вака топло ме примивте во вашиот Data Dom. И ќе биде интересно со нашите слушатели вечерва од вашиот дом да продискутираме за некои прашања што токму во одреден аспекти се поврзани со домовите, односно и она што значи душевен внатрешен дом, каде што ни е потребен мир и тоа во голема мера зависи од етичноста, онаму каде што секојдневно постапуваме во дигиталниот свет. Ме прашавте која сум, па ќе споделам неколку детали кои што се и во контекст на темата на денешниот наш разговор. Потекнувам од Скопје и целото свое формално образование го стекнав во македонскиот образовен систем, што е доказ дека и покрај лошиот систем, условно кажано, може да се појават и... Може да се најдат дупки во лошиот систем. Ете така, тоа е повеќе од сигурно дека може да се најдат дупки. Инаку, по вокација сум правник, меѓутоа никогаш себе си не сум се доживувала како класичен правник, бидејќи и во професијата и во животот ме интересира мултидимензионалноста, односно повеќе аспектноста на нештата, особено ме интересираат оние точки каде што се спојуваат повеќе страни. Па затоа и го одбрав меѓународното право за човекови права, токму како моја сфера со која што ќе се бавам повеќе од 10, па скоро и 15 години. Инаку како лично, она што мислам дека провеувам низ мојот приватен и професионален живот, е интересот за таа мултидимензионалност внатре, значи ме интересира широчината на просторот надвор и внатре и тоа баш кореспондира со она што го кажа за мултидимензионалноста и за оние аспекти што подоцна ќе ги дискутираме околу етиката во дигиталниот свет. Многу длабоко. Многу Признавам. длабоко. Скоро како Адел. Rolling in the deep. Да. Ми се допаѓа споредба. Да, да. Што ме мотивираше да почнете да се занимавате со човековите права, со правото на приватност? Па повеќе нешто и повторно мултидимензионалноста и тоа не е врзано само со моментот кога одбирав што ќе биде моја животна определба, каде ќе продолжам понатаму професионално. И тоа датира уште од деновите кога се сеќавам уште кога бев малечка и сметам дека како и за други работи луѓето сме различни, кај некој токму тој порив за правда, борба за некакво колективно добро преовладува. Кај мене беше таков случај, значи од кога памтам за себе се борам за правда и за подобар свет, ако можам да го наречам, и преку таа индивидуална борба всушност да допринесам за колективното добро, особено за оние кои што се помалку во можност или позиција да се борат за самите себе си. И така дојдовме до тоа да се бавам со човековите права, особено во овој свет на социјална комуникација многу богата, меѓутоа од друг аспект многу сиромашна во дигиталниот свет, решив токму да се сконцентрирам на човековите права, особено на приватноста и заштитата на личните податоци. Се знае и познато е тоа дека
Убавината на интернетот е тоа дека секој има слобода да прави што сака и кога сака и како сака. Од друга страна, тука се јавуваат и проблеми и случаи каде што и податоците одат некаде за каде што немаме ние точна визија, точен пат да знаеме. Не можеме да го ограничиме горе-доле нивното шетање и тоа како се шерува. Што точно е етика во дигиталниот свет? Па етиката во дигиталниот свет, јас би рекла како етика, како што треба да биде, не се разликува од овој обичен, ајде условно да го наричаме офлайн свет. Зошто? Затоа што се она што се случува онлайн е дел и од нашиот целокупен офлайн живот. Значи не можеме да направиме едно разграничување. И секогаш ми е интересно, дури кога настапувам на некој предавање или конференции, колку малку луѓето сме свесни, веќе јас ке се ставам во таа група, дека она што се случува зад екранот на лаптопот или на телефонот или на некој друг смарт уред, всушност е исто како да се случува вака во секојдневието надвор од тој дигитален свет. И уште повеќе не се свесни дека, за разлика од она што кога ќе го направите на улица, може да го прикриете за момент па никој не видел, она што се случува во дигиталниот свет за секунда го заобиколува светот. И затоа етиката како дисциплина која што се занимава со моралот е многу битна. А што е моралот? Тоа е системот на правила, односно одредени принципи кои што треба да ни дадат насока како да речеме прифатливо да се однесуваме во одредена средина. Истото се однесува и на дигиталниот свет. Значи тама мора да постојат одредени правила кои што во суштина најголем дел се од нив општо прифатени, бидејќи нели имаме морални норми што се општо прифатени од светот, да речеме, но постојат и одредени норми кои што произлегуваат од одредена општествена средина, култура или контекст. Сега тука во дигиталниот свет тие работи се малку помешани, бидејќи како што рековте, во дигиталниот свет нема граница, значи нема еден граничар тамо кој што вели до овде па понатака и не знаеме што се случува и со податоците, во кои облаци се кријат, кој ги користи. Често пати не знаеме за какви цели, освен дека не доживееме некаква штета. И токму заради тоа прашањето за етиката, за правила на постапување, што е добро и што е лошо, што е пожелно и прифатливо, е уште побитна во сферата на ваква дигитализација каква што ја имаме. И тука претходно дискутиравме пред да започнеме со снимањето, дека всушност прашањето за етиката речиси да не се дискутира дури ни во европски рамки. Последниве 2 години можам да кажам дека се покренува прашањето за етика и вградување на одредени етички правила во самата регулатива што го регулира дигиталниот свет. Значи имаме уште многу за работа, меѓутоа тоа зависи пред се и од односот на сите нас како индивидуи, затоа што на крајот на денот сите ние сме корисници. Значи без разлика кој каде работи, на каква позиција настапува, сите ние сме како индивидуи корисници со собствена приватност, кои што ги поседуваат своите, да речеме, податоци, имаат свој идентитет во таа дигитална средина и кога е условно кажано прикриен, па затоа прво борбата за етиката во дигиталниот свет произлегува, потекнува од индивидуата. Одговорноста не можеме да ја бараме само во, да речеме, во државата, институциите или во оние светски полицајци, туку прво во самите себе си, затоа што тоа е одговорност прво спрема самите нас. Да, јас исто до тоа го велам дека едно е кога на интернет ќе му кажеш на човек дека е дебел, тоа кај мене не побудува никакви чувства. Но ако го начекам на улица, ако му кажам дека е дебел и ако му ги видам тие солзи во неговите очи, веднаш кај мене ќе роди една емпатија и самото тоа дека едноставно не можем туку така да кажам на било кој што ќе ми текне. Да, и тоа е интересно од аспект на artificial intelligence, односно вештачката интелигенција, за која што сигурно подоцна ќе видиме, можеби. Ме интересира следново. Google пред неколку години објави дека може буквално да побараме од него да ги избрише нашите податоци и да не снема од интернет светот секаде. Тоа беше една од полисите и нови закони кои што се донесоа тогаш.
Знаеме дека Америка и Македонија кажува. Да. Америка и Европа се разликуваат во тоа што во Европа било какво тргување, чување и дистрибуција на податоци без одобрување на корисникот кој што ги дава е забрането. Како функционира тоа во Македонија со оглед на тоа дека ние не сме дел од таа Европа? Мило ми е што брзо учиш и што работите што пред малку ги дискутиравме одма влегуваат во да ги искористиме за доброто на нашата дискусија. Нормално мала шега. Значи, јас мислам дека сме ние дел од Европа и во смисла на институционално можеби не сме дел од Европска унија, но дел од таа европска култура во однос на приватност и заштитата на лични податоци дефинитивно тежнееме да бидеме во помала или поголема мера. Точно е ова дека постои разлика, да речеме, меѓу различни делови од светот различно го регулираат прашањево. И тука има и голем судир за тоа што секогаш, бидејќи голем дел од тие најбитни социјални платформи за социјално обмрежување, да речеме, се потекнуваат од Соединетите Американски држави. Податоците од друга страна кои што ги користат тие социјални платформи, да речеме, произлегуваат и од Европа. И сега тука имаме судир на постапување што може да се прави со податоците кои што ги имаме, бидејќи како што рековте, значи не е дозволено, правно не е дозволено тргување, да речеме да постојат компании, фирми кои што ќе се занимаваат со трговија на податоци. Јас сакам да ги дадам моите податоци за одредена цена и ги давам и тие ги продаваат. Да, легендата вели дека така се родени спамерите. Да. А во однос на Македонија, тука, бидејќи нели ние тежнеме да бидеме дел од Европска унија, не само од Европа, ја пратиме таа легислатива, веќе во сила е новиот закон за заштита на лични податоци, кој што на средината на нареднава година ќе стане ефективен, значи ќе мора сите компании, сите субјекти кои што функционираат во Македонија да бидат усогласени, да усогласат својата работа со овој закон. И сите тие права кои што постојат во земјите на Европска унија во однос на заштитата на лични податоци, постојат и тука. Например, и тука македонските граѓани можат да побараат, например, од компанија за мобилна телефонија. Од УЈП, например, да побарам да ги избришам моите лични податоци и повеќе да не сум данъчен обврзан. Тоа не е можно затоа што постојат, значи има кои институции според закон се овластени во кој обем и зашто да ги собираат и да ги чуваат податоците. Но, например, па не може, мора да бидете данъчен обврзник, тоа е тоа. Никој не успел од данок да се спаси. Таа дупка не можеме да ја погодим никако. Така да бидеме општествено одговорни, да повикаме да ги плаќаат дануците. Плаќате ги редовно дануци заради тоа што таму нема опт-аут да направите таа менинг листа. Но за разлика од УЈП, например, други компании кои што во рамки на своето работење собираат податоци, секако дека граѓаните имаат право да побараат во секое време и тоа бесплатно, компанијата да ви даде на увид што податоци се собираат за вас, за кои цели, до кога ќе ги чуваат. Например, ако напуштите одредена, сте користеле услуги на одреден интернет провайдер и решите да го смените или телекомуникацијска куќа, имате право да барате вашите податоци потоа да бидат избришани. Значи тоа се можности и тоа се етички или правни прашања? Тука тие се овие сега што ги спомнав се веќе преточени во правни норми, значи имаат карактер на право. И тоа значи дека зад нив, зад прекршувањето стои одредена санкција. Например, ако некој одбие да ви ги даде податоците, вие има институција, тоа е Агенција за заштита на лични податоци, преку која што сушност можете да поведете постапка за одговорност и надомест на одредена штета од компанијата што не постапува согласно закон. Меѓутоа, битното е што голем дел од овие правни норми се всушност произлегуваат од моралните норми, значи од моралните вредности, кои што во случајов велат дека вие имате одредено право на располагање со вашите податоци. Значи, моралот и правото некогаш целосно се поклопуваат. Некогаш во одредена смисла се разликуваат, па тука имаме дилема дали е нешто праведно и морално, значи има испреплетувања. Меѓутоа, тоа се во суштина има големи пресликувања од моралните норми во правните норми.
Тоа морално, кога ќе кажете, дали се мисли на онаа позната реплика Пиги морално? Пиги морално беше или нема никаква допирна точка? Нема, колку што знам. Значи, секундарно не се мисли на втор човек, односно не се мисли во истиот момент во секундата, туку се мисли на нешто второстепено предпоставено. Апсолутно, да. Согласно толковниот речник, да. Знаев дека негде грешам. Добро, ќе пробам да прераскажем една ситуација. Во една компанија, претпоставам дека се бара од неизе чување според различни протоколи, не знам, двојна заштита, пасворди, пристап до кој има од вработените во компанијата, да речеме до тоа кој администратор, како е заштитена базата, дали има податоци во внатре, дали има надвор на надворешни сервери, дали податоци се чуваат во амерички или во други земји. Ме интересира што се случува доколку процурат податоци, приватни податоци, да речеме, не знам, картички, броеви, матични, лични карти, слики, надвор, условно кажано, заради не директна вина на компанијата, но е хакерски упад. Која институција се бави со тоа кај нас? Па се зависи, тука има повеќе слоеви. Тоа зависи за како случај, случај до случај има разлика. Например, разликата е во однос на тоа прво како се случило. Значи прво мора да се утврди дали компанијата од која што процуриле податоците прво ги обезбедила неопходните услови, односно она што споменавте, значи протоколи, процедури за чување на податоци. Јасно се знае како одредени податоци од одреден вид како се чуваат, значи дали се работи во физичка смисла чување на податоците или се работи во електронска смисла, секогаш има одредена процедура. И прво што се прави, се испитува дали всушност е испочитувана таа процедура. Со ова прашање се бави Агенцијата за заштита на лични податоци, која што ја споменав. Сега, ако одиме понатаму, ако резултатот на процедурување, да речеме, и покрај тоа што компанијата превзела она што се вели разумно, значи во нејзина можност, бидејќи никогаш не може да се гарантира обезбедување на целосна 100% заштита. Меѓутоа, она што е разумно во тие рамки, што може да се очекува како напад, ако компанијата тоа го направила, тогаш одиме на следна инстанца. Ако се работи за хакерски напади, тогаш тука има други институции кои што се надлежни. Тоа е веќе, да речеме, единица за компјутерски криминал во рамки на Министерство за внатрешни работи. Тоа хакерите не ни интересираат нас. Од секогаш сум се возбудувал на помислата полицаец хакер да видам. Тоа е една за мене така многу интересен склоп, да речам, сублимат. Зависно дали првен бил хакер па станал полицаец или обратно. Тоа е добро прашање. Бидејќи има случаи кога најдобрите хакери, умните држави ги користат. Како хакер да влезе во полиција, да, тоа веќе сум го видел на филм, но полицаец на улица да стане хакер, тоа го нема видено во ниеден филм. Тоа да, тоа треба да се филмува, да. Не се однесуваше на овие уличните полицајци. Да ја врземе малку темата со личните податоци и етиката во однос на дата science. Дата science се бави со автоматизација, се бави со предикција на податоци, се бави со роботи практично, како на роботски начин да се автоматизираат податоците. Кај е границата помеѓу автоматизирана етика и човечка етика? Етиката знаеме дека многу често не е збир на бројки, не е нешто што 1+1 е 2. Дали мислите дека кога ќе се автоматизираат голем дел од работите, ќе се мрдне таа граница на етичност? Па, сигурно... Терминатор 2, например, филмот. Не се сеќавам на филмов, сум го гледала одамна. Да го гледате. Добро, обавезно, ветувам. Значи, таа граница и во однос на тоа што е етика, со годините тоа прашање се менува. Значи, ако базичните вредности, етички вредности кои што треба да бидат и вкоренети во функционирањето во дигиталниот свет и треба да се почитуваат, сите останати и морални, да речеме, принципи се подложни секако на влијанието на времето и на влијанието на дигитализацијата, бидејќи не можеме исто да се однесуваме како што сме се однесувале пред 15 години, кога никој од нас немал смарт уред, а сега веќе сите покрај смарт телефони имаме дома милион уреди Internet of Things кои што се поврзани и се умни. И притоа за многу од нив не сме ни свесни колку се умни во однос на собирањето на податоците.
И тука, значи, не сум сигурна до каде ќе оди тоа прашање, бидејќи дигитализацијата покажува дека галопира, значи не се менува, туку во суштина галопира лета и никој од нас, значи никој не може да го следи тој технолошки развој, ни нашата психа не може да го следи, да се прилагодува и да одговори на повиците на новата дигитализација, значи некако заостануваме, да не зборуваме и за легислативата колку заостанува законодавството. И таа граница, значи тој сооднос меѓу она што значи, да речеме, обично, ајде да не лошо звучи, човечка етика во секојдневниот живот и она што значи во дигиталниот свет, сигурно тој сооднос ќе се менува и ние ќе мораме да се прилагодуваме. Но секогаш за мене основата и на прашањето што понатака, на што треба да се внимава, мене основата ми е поединецот. Значи, и кога зборуваме за artificial intelligence и за роботика, сето тоа основата има во човекот. Значи, тој систем, да речеме, таа апликација е производ на човекот. Апликацијата не може да го произведе човекот. Човекот произведува апликација, произведува софтвер, ботови и така натаму. Значи, сето она што човекот ќе го вгради како алгоритам, како софтвер, е она што ќе излезе како краен производ. Сега тука е прашањето. Зошто нас ни требале, и тука малку ме плаши таа човечка природа, бидејќи примерите покажуваат дека човекот и не е, тука се филозофски дилеми, толку добар. Значи, и тука е прашањето, зошто нас ни требале воопшто да имаме морални норми што и ќе се претворат во право, ако човекот бил доволно свесен и морален сам по себе, да не ги прави тие работи. И докаде таа човечка тоа човечко гледиште далеку може да отиде, ако да речеме е водено од бизнис цели, од профит, она што се прави во компаниите, кои што се бизнес driven, значи не го вградуваат, да речеме, најголем дел од компаниите и оние светски најпознатите функционираат бизнес, тие се целосно бизнес ориентед, значи го прават само она што треба да го минимум што е доволен да го согласат своето работење со она што од нив се бара. Односно докаде што има казни. Се понатака, значи многу малку од компаниите се општествено одговорни и одговорни кон човештвото со тоа и превземаат надвор нешто од она што е пиги морално, значи дека морално е па мора да го направиме. И тоа е затоа и ме плаши докаде, значи не ме плаши artificial intelligence како таква, туку ме плаши што човечката интелигенција, IQ, EQ, исто така, докаде може да оди, што ќе произведе како апликација, односно како творба. TikTok ќе го произведе како врвот на човечката интелигенција. Верувате ли во теории на заговор вие? Па би била наивна ако не верувам. Мислам, тоа е секогаш верувам дека постојат некои центри кои што на глобално ниво дали има можност, работите? Дали има можност дека целото ова пропелкање во брашно, да речеме, како риба, околу етика, околу лични податоци, заштита, што смее, што не смее, само една маска, а дека впрочем се тоа што се генерира како I agree, yes, next, finish, yes, next, I agree, yes, оди некаде и ние можеме само да помислиме дека тоа може да се избрише, а впрочем тоа е цело време за веки веков забетонирано негде и се чува за X причини. Па никогаш не би се бавела со ова што се бавам како некој кој што се бори за приватност и заштита на лични податоци, ако не верувам дека дури минимум може да се стори. Значи, моја и кога работев со студенти, секогаш верував дека студентите зборувавме за криминал и викаа, ама шо ни зборите како треба да изгледа општеството кога сме соочени со толку многу криминал. Јас, значи, моја должност е да го правам тоа и сметам дека должност на секој од нас е да го прави тоа. Затоа што еве ќе ви кажам конкретен пример. Борбата за донесување на најзначајната правна рамка за заштита на лични податоци во европски рамки, познати од GDPR, значи Општата регулатива за заштита на лични податоци, која што стапи на сила 2018 година, траеше една декада. Тоа само покажува колку на светските компании им било битно да се оневозможи донесување на таква регулатива, но сепак битката на тие кои што се борат за приватност на индивидуално рамниште
била моќна и успеале да се донесе оваа регулатива. Сега некој ќе рече дај претходно постоеле регулативи. Да, ама не овакви. Што е големината на оваа регулатива? Ево конкретно низ пример. Секоја од тие големи компании, како што се Google, како што е Facebook, значи ако зборуваме за најзначајната search engine, социјални мрежи најголеми, што собираат најмногу податоци, всушност се соочија неколкукратно со огромни казни. Тоа е, значи, тие казни се по 2% од годишниот целосен turnover на компанијата. И сега некој ќе рече дека да, тоа за Facebook како бројка во еден случај не значи ништо. Меѓутоа, ако по автоматизам некој пресудил дека вам треба да ви се плати како индивидуа токава оштета, по автоматизам се појават уште 200 луѓе што ќе го направат истото, тоа се веќе големи бројки. Плюс, таа регулатива е моќна да речеме затоа што ја ги промени стартните, значи сетинзи на најзначајните социјални мрежи. Порано беше, ако отворите профил на Facebook, таму е подесено, по дефолт, да се појават, значи, профилот да ви биде отворен. Сега е обратно, значи сега профилот ви е затворен, а вие може да одберете да го отворите. Значи зависи од вас. Стартната позиција е сосема различна, значи тоа е поентата. Да, тоа е многу интересна работа. Тоа се ситници кои што во принцип може би олеснуваат на луѓето да на неписмените, условно кажам, или почетници на луѓето кои што се приклучуваат на тие работи, но на долги патеки тоа е и како кобно и проблематично по однос на корисниците, а добро за компаниите. Ме интересира чисто во Македонија, како се носи Македонија со светските стандарди во однос на заштита на лични податоци, чување на податоци? Па еве тука не може да зборуваме за дигитализација, да речеме, за во дигиталната сфера, затоа што тие услуги што ги добиваме на социјални или комуникација што имаме на социјални мрежи, на апликации од различен вид, се всушност центарот има некаде надвор од Македонија. И во тој случај дури да се случи да речеме македонски корисник, односно некој од овде кој што има профилеве да речеме на Facebook, да се соочи со некаква проблематика, ќе се обрати да речеме во нашата агенција за заштита на лични податоци, но тие тука не можат да сторат многу. Туку се обраќаат по официјален пат до Facebook во Ирска, кој што е надлежен за Европа, значи кој што покрива Европа. Во однос на останатите делови, од она што јас го знам, нема многу случаи на големи, да речеме, протекување на информации, освен сега брзо имаше еден случај со Скопскиот универзитет, од каде што од факултетот произлегоа, значи протекоа многу лични податоци за студенти. Тоа е сега претпоставувам во процедура на постапување. Инаку, она што можам ја да го кажам од искуство е дека немало поголеми случаи такви за кои што знам и дека во принцип се реагира на таквите злоупотреби, значи може да кажеме дека сме на некој начин во чекор со она што го правиме или барем од Европска унија има во таа смисла добри оцени. Јас би сакал да прочитаме некои од прашањата од гледачите, ако се сложувате. Да, имаме некои прашања. Значи, прашање од СК. Која треба да биде улогата на вештачката интелигенција во човештвото? Па, вештачката интелигенција може позитивно многу да допринесе за развојот на човештвото. Тоа е творба на самото човештво и веројатно луѓето имале потреба од такво нешто. Но пак ќе се навратам на претходно, кога споменав дека она што ме плаши не е вештачката интелигенција, тоа што ме плаши е човечката, природната, органската интелигенција. Органската интелигенција. Јас сум органски интелигентен. Да, значи оние што ги ја креираат вештачката интелигенција и што стојат зад вештачката интелигенција, таа може да има од многу аспекти да го олеснува, да речеме, секојдневниот живот на луѓето. Од кога имате потреба, да речеме, да не сте дома, сакате дома кога ќе стигнете да ви биде топло, па да го уклучите грењето, до да направите резервација, ако сега тоа е малку дискутабилно во време на корона, да направите резервација во ресторан. Сакаме и тоа. Наместо вие да истражувате во рамки на компанијата во која што работите, да истражувате
на search engine некој тоа да го направи за вас. Со тоа се бави Data Science, така е. Апликација, собирање на различни податоци кои што може да ги користат на компанијата. Значи, многу работи вештачката интелигенција може да ги прави и тие да бидат позитивни за човештвото, не позитивни како корона, туку да бидат позитивни за човештвото и да го на некој начин да го улеснат и функционирањето на компаниите, но и во секојдневниот живот да го улеснат функционирањето на луѓето. Но повторно и вештачката интелигенција мора да биде заснована на истите морални постулати на кои што функционираме во секојдневниот живот. И секогаш и кога ќе ме прашаат дали постои, да речеме, посебно законодавство кое што се бави со заштита, концентрирано исклучиво на дигиталната сфера, одговорот е да, постои, меѓутоа, факт е дека се она што важи како правило во секојдневното нормално функционирање важи и дигитално. Така, да видиме друго прашање. Пинот не се кажува на никој? Не. Да. И треба да се менува. Освен на касиерката во Веро. Да не го содржи личното име. Само таму се дава. Да видиме, имаме прашање. Па имаше случај за влез во, да речеме, во вежбалници, каде што се бараше отисок од прст како идентификација, што е фрапантно... Кај нас тука? Да. Што е фрапантно кршење на правото отисок на заштита на лични податоци, да. Бидејќи е премногу за целта што се сака да се постигне. Освен што е гнасно, да го фаќам местото каде што претходно уште 15 билдери го стиснале, мислам дека да. Нема потреба зашто мојот отисок да го имаат во датабаза некаде. Апсолутно. Да. И треба да се спротиставите ако ви го побараат. Секогаш се спротиставам на тоа, да. Затоа ми се изгорени, не дека сум лопов, него да згора отисоците ми се скриени. Намерно. Гледавте новогодишни филмови до сега? Деновиве? Овие Крисмас на... Па да, Крисмас сите, да. Да, љубител сум на така. Social Dilemma го гледавте ли? Па не е баш Крисмас муви, ама со оглед на тоа што секојдневно сме, па да, затоа што ја отвара дилемата колку бидејќи признавам и самата себе си секогаш се фаќам во ситуација да седам, гледам некој филм, левата рака секогаш посегнува по телефонот и скролам. Чи тоа покажува, па не, тоа веќе укажува на некаква си дури несвесна зависност. Добро е кога ќе стане свесна за тоа што може да реагирате. И токму Social Dilemma го покрена, ќе кажам и од искуство кога работам на обуки за заштита на лични податоци, подигнување на свесност, наведам за оние работи за кои што луѓето мислат дека се, а тие се најочигледните работи за кои што луѓето мислат дека се свесни, во суштина после се фаќаат дека и не се свесни. Например, многу луѓе прашањето на фотографии не го третираат дека е личен податок, а поголем личен податок од фотографија нема. Затоа што целосно ви идентификува, веднаш може да ви идентификува. И токму тука Social Dilemma, тој документарец ја подкрива таа моја внатрешна дилема, како функционира, како функционираат овие големи социјални мрежи преку тие алгоритми, кои што не ги разбирам многу, ама ете на тој начин влијаат да го толку да го привлечат нашето внимание, што ќе станеме целосно зависни и што тие ќе станат дел од нашиот живот, значи као член на фамилија, затоа што имате ситуации, седат луѓе дома на ручек и буквално сите со телефоните и тоа е, значи некој, ако се тројца во фамилија, четвртиот на масата се токму овие социјални мрежи. Јас го изгледав филмот и да ви кажам право од почеток до крај се сложив со него, пошто во принцип сите работи ми се јасни и сум се помирил со тие дека така треба да бидат. А тоа дека премногу се на мобилни, се сеќам на времето, имав едно братучече кое што цело време читаше. И на ручек, и през пиење, и од кој ќе стане, и се сеќам дека беше многу голем проблем и сака да го носат на бајачки, па да го носат на доктори заради тоа што премногу читаше. Така што мислам дека во секој сегмент, доколку се прави нешто претерано, без разлика дали е тоа мобилен телефон, дали е тоа фудбал, дали е тоа програмирање или читање, дури јадење бајадера, станува дегутантно и непродуктивно. Но да се вратиме, уште малку само ме интересира, како за крај едно
Прашање, според вас, вака, прво нешто од органската интелигенција што ви доаѓа на памет е, Тоа им се има ли, органска интелигенција, тоа ми е ново. Треба почесто да го користиме тоа. Да, може да се одомакини. Да го нативизираме. Има ли некоја професија што ви текнува која што едноставно баш поради етички причини не може да се замени со терминатор, со робот, со Шварценегер или со бот или со вештачка интелигенција? Па да речеме, го споминавме полицаецот, можеби полицаецот не би можел, токму заради повеќе за онаа, да ја наречам, емоционална интелигенција, бидејќи многу ситуации во животот секојдневно се случуваат адхок, кои што тој алгоритам или тоа софтверско решение кое што е делот од роботов, всушност не може да ги предвиди толку сите тие работи. И затоа велам дека artificial intelligence или таа роботика или нешто треба да оди до оние, како што сега стојат работиве, барем до онаму каде што се работи за поедноставни операции кои што не вклучуваат толку оваа емоционална интелигенција, тие односи, значи социјалниот контакт и односите кои што за одредени работи се неопходни. Не може да речеме да имате психолог, да биде робот. Како би се чувствувале ако спроти вас отидете на сеанса, јас ке се ставам во позиција, одам на сеанса и од другата страна ме пречекува робот. Пробувам да најдам... најдам... не е многу пријатно. Пробувам да најдам, имаше еден многу интересен анимиран филм со еден робот, доктор, ама не ми текна како беше, ако може... Да, медикал робот се викаше... Сега ќе ми текне... Мора да сте гледале. Ако не сте гледале, задолжително да го гледате. Не е Ender's Game, не е Revenge of the Sith, не е Прометеј, не е Humans, не е Big Hero 6. Ви го препорачувам да го гледате. Тоа е за еден робот кој што е до толкова софистициран да може според топлина на тело, според зеници, да одреди дека детето влегува во пубертет и да му ги преведе емоциите кои што ги добива. Но тоа мислам дека е од оваа гледна точка прилично далеко. Во принцип треба прво да се направат нашите роботи семафорите да ги уденуваат како што треба, па после ќе одиме на следен чекор. Зелениот бран. Да се среди. Значи тоа е следен чекор кој што треба да го добиеме. Јас мислам дека ве прашав се, има ли нешто кое што вие би сакале за крај да додадете, пред да дадеме завршната мисла? Па има толку многу за ово прашање да се дискутира и драго ми е што се отвори вака како прашање. Значи, повеќе теми допревме, ама сите тие се битни од аспект на етиката. Значи, на сите тие теми има на некој начин заедничка точка каде што се поврзуваат, каде што треба да се поврзуваат етиката, односно од каде што би требало да произлезат понатаму. Верувам дека ова ќе биде поттик за повеќе вакви разговори, муабети. Ми се допаѓа терминот муабет, бидејќи звучи навистина домакински. Така да јас тука сега за сега не би додала ништо. Се сложам, етиката, моралот, емпатијата се мислам дека едни од најважните работи кога се прават без разлика дали дигитални решенија, дали органска комуникација меѓу луѓе, едни од главните двигатели кои што треба да бидат присутни во целата работа. Ви благодарам на вас. Вас, драги гледачи, би ве поздравил, би ви кажал добра ноќ, да се чувате со една позната мисла од еден бугарски спринтер со бразилско потекло, кој што се вика Асикс, а мислата гласи вака. Не сме безгрешни, но сме вистински, ги сакаме и тие што не мразат, затоа што имаме такви души кои што знаат да простат. Добра ноќ и се гледаме во следната епизода на Дата Муабети. Фала ти многу. Фала и на тебе. Суперски беше се. Се надам